Интегративците преку црни сценарија за дестабилизација со инфилтрирање членови на навивачката група шверцери и луѓе зависници од дрога сакаат да се позиционираат на политичката сцена. Вака дел од експертите за безбедност ги оценуваат случувањата со сквернавењето на македонското знаме на денот на прославата на албанското знаме. Дуи не може да се помири дека по 20 години е во опозиција, а нивни висок функционер веќе има искуство како да ги искористи шверцерите за предизвикување на немири и меѓуетнички тензии, коментира поранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски. Очигледно е дека некој посакуваше да предизвикат кризна состојба во Република Македонија, односно да ги нарушат меѓунационалните односи во државата, се со цел да се остварат одредени политички цели кои што ги имаат поставено одредени структури кои што никако не може да се помират со фактот дека конечно после 20 години стана опозициона политичка опција во Република Македонија и дека сосема албанците, честните албанци имаат сосема една друга политичка опција. Стари инсталации на поранешната власт речиси во сите институции за гонење криминал и безбедност обструираат, коментира поранешниот началник. Нивната обструкција се гледа во Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, па и во обвинителството, додава Ѓурчевски. Тој на Агенцијата за национална безбедност и порача да биде подготвена за идни вакви случаи во многу брзо време. Таму се очигледни обструкциите кои што му се прават на ново назначениот директор, затоа што сем назначување на директорот ние таму немаме други кадровски промени, соодветни кадровски промени и се уште таму имаме една инсталација од претходниот систем на, ја што викам, системот на Оливер Спасовски и Виктор Димовски, кој што има за цел да го разгради безбедносното ткиво на Република Македонија. Со газење и кинење на македонското знаме се славеше денот на албанското знаме во Македонија, иако 28 ноември не е ниту државен празник, ниту празник на малцинските заедници во земјава. Стотици граѓани го прославуваа во повеќе градови со развиорени албански знамења, пукотници од огнено оружје, навредливи скандирања, но најмногу вознемиреност секако предизвика инцидентите со кинење и газење на државното знаме. Од дивењето се споделија видеа на социјалните мрежи, пошто следуваа бројни реакции и барање на одговорност.